Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Денеска сме во Софија, Република Бугарија, заедно со заменик председателот на владата задолжен за економски прашања Кошо Ангјушев, министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, државниот секретар за Министерството за надворешни работи господинот Виктор Димовски, каде што учествуваме на еднодневен седми самит на шефови на влади на земјите од Источна и Централна Европа со Народна Република Кина од процесот 16+1. Овој значаен собир на земјите од Централна и Источна Европа и Народна Република Кина ги потврди големите инвестициски можности кои што стојат на располагање преку ефтини кредитни линии наменети за целиот овој регион од кинеските банки преку процесите патот на свилата и 16+1. Ќе искористиме оваа значајна можност заедно со министрите да представиме неколку капитални проекти кои што се од патната и железничката инфраструктура на кој може да воспоставиме соработка, но и ќе искористиме оваа прилика да ги зголемиме можностите за унапредување на културната соработка помеѓу Република Македонија, Народна Република Кина и земјите од Централна и Југоисточна Европа. Драго ми е што конечно и кинеските компании се подготвени да учествуваат на тендери, а не по пат на договори преку 4 очи. На пленарната сесија ги информирав премиерите дека во март го отворивме Центарот за координација на културна соработка на земјите од Источна и Централна Европа со Народна Република Кина. Овој центар представува одлична можност за промоција и унапредување на соработката и за засврстување и продлабочување на релациите помеѓу земјите од областа на културата, која што има централна улога во унапредувањето на меѓусебното разбирање и продуктивниот диалог. Република Македонија во септември ќе биде домаќин на 5-тиот симпозиум на земјите од Централна и Источна Европа и Народна Република Кина и Think Tank организациите. А следната 2019 година во наша организација ќе биде 4-тиот состанок на министрите за културна соработка кој произлегува како наша обврска од процесот 16+1. Со Народна Република Кина оваа година навршуваме 25 години од воспоставувањето на дипломатските релации и во тој дух ја искористив приликата да ја изразам нашата безрезервна благодарност за поддршката што ја добиваме од Народна Република Кина и ја потенцирав цврстата заложба за продолжување на плодната соработка. Убеден сум дека од овој самит ќе произлезат многу нови иницијативи и идеи кои ќе ја зацврстат и унапредат заемната соработка, како и поврзувањето и комуникацијата меѓу граѓаните од нашите земји. Благодарам.